Во продолжение разговараме со двајца млади кои што се идните наши надежи во начинот на кој што се справуваме со сите предизвици кои што ни се случуваат, да се чини дека единствен предизвик кој што генерацијски си го наследуваме и како да нема решение е предизвикот со загадувањето. Зборуваме со Ангела Василевска од мојата десна страна и Адам Стојановски. До неа, добро утро официјално, креаторите на победничко решение апликација за откривање на загадувачи. Добро утро. Официјално. Ајде вака да дадеме вовед во она што го правевте. Учествувавте на 9-тиот хакатон, големиот хакатон кој што се организираше во Македонија. Требаше да се учествува со некој решение кое што ќе ги реши болестите, здравствените ризици, ќе ја подобри медицинската услуга и ќе го унапреди менталното здравје и благосостојба. И вие веројатно во заднината на сите го видовте загадувањето, потаму и идејата. Како дојде до идејата за прво за учество? Така, верувам дека имавте нешто смислено што ќе правите. Па искрено не. Идејата дојде доста спонтано, како и целиот тим. Благодарение на една пријателка која што не спои. Така да спонтано баш еден ден пред тоа се договоривме за тимот, идејата дојде некако заедно со спојување на кроздисциплинарните области во кои што сме нели. Да, од различни факултети сте сите, така? Од УКИМ се, Ангела, ти од кој факултет? Јас сум од Финки. Од Финки? Природно-математички. Природно-математички. Добро, и останатите беа сигурно од другите факултети кои што се под Универзитетот Кирил и Методи. Имаше од ФЕИТ и од медицински факултет дополнително, да. Да, и дента предходно? Дента предходно се договоривме, во текот на 48 часа ја смисливме идејата, имаше нели преправки на идејата, но сепак нели сметам дека времето, иако беше нели кратко, сепак беше доволно за да се смисли една доволно добра скалабилна идеја која што ќе биде применлива. Адам, за да учествувате на овој хакатон, верувам дека иако времето било кусо, сепак треба да биде квалитетна идејата. Идеја нудите која што се чини дека не можат институциите да ја предложат и да ја најдат. Како дојде до склопот на идеите до едно прифатливо решение за сите, да речете, да пресечете тоа е тоа? Поискрено, како што каже Ангела, целиот процес беше навистина краток, но она што не издвои беше од една страна идејата која што беше уникатна, бидејќи на крајот на крајниот рок кога се презентира, искрено никој некако тимовите не се насочи баш на депонии, баш на загадување, на токсични издувни гасови, тешки метали и слично. Од друга страна, нашиот тим беше најинтердисциплинарен, како што кажа. Од повеќе области. Да. Сите си го дадоа својот придонес, некако се сплотивме, па и сега да речем се дружиме, иако и со некој не ни се знаевме на самиот хакатон, со тоа што во тие 48 часа имавме постојано ментори кои ни помагаа. Ние имавме, да речем, бура на идеи и истражувавме постојано што би било добро да се направи, бидејќи, како што напоменавте, имаше 3 предизвици кои требаше да ги опфатиме. Сите се и критериуми, здравствени предизвици. Па горе-долу, и одредени критериуми по кои што понатаму би не оценувале. Со тоа што исто така требаше да се опфати моментот да, како што кажавте, во однос на институциите, да се види дали нешто такво има на пазарот, доколку има, зошто сме подобри или кои се оние недостатоци кои би ги подобриле со оваа апликација. И дополнително суштината беше да се даде идеја да биде уникатно, не мора да се заврши целосниот процес во тие 2 дена, туку да се даде еден прототип кој понатаму би се доработил. Имавте помош, имавте насоки, тоа беа професори, предпоставам, од факултетите од кои што вие доаѓате. Предпоставам дека така беше организирано. Па вака, во целиот хакатон, односно во сите предизвици, беа вклучени неколку области, како што се областа од IT, бизнис, физика, како и медицина. Сега од сите овие области имаше ментори. Така, тоа се професори од факултетот? Да. Да, добро. Која презентираше идејата сите?
Па идејата ја презентиравме јас и еден друг колега кој што моментално денес не е овде со нас. Бидејќи нели до двајца смеат да презентираат. Така, со што мислите дека ја освоивте публиката, одлучувачите, жирито, како и да ги наречеме оние кои што одлучија дека вие сте првото место и победници? Сметам дека најголемата заслуга беше тоа што ги поврзавме заедно проблемите кои што ја закадуваат околината, проблемите на човековото здравје, заради тоа што увидовме дека всушност посебно во Македонија има доста нелегални депонии кои што шират штетни гасови и тие се шират низ воздухот, така што и тоа како се наштетува човековото здравје. Сега проблемот е во тоа што не се наоѓа решение за да се реши проблемот со депониите. Не е толку проблемот што има штетни гасови во воздухот. Со тоа мислам дека најмногу се издвоивме бидејќи го решивме најголемиот проблем кој што коренот постои. на проблемот во суштина. Тоа мислите дека ги освои. Добро, ја добивте наградата која што е парична награда од 3000 евра, така? Ќе биде ли таа доволна за да се изработи оваа апликација? Истражувавте ли колку ви требаат средства? Сега тоа зависи бидејќи некако со самата бура на идеи сите оние модификации кои ги додававме и некои представки кои не ги дава технологијата оди многу напред. Технологијата си оди напред. Со тоа што во однос на техничкиот дел нешто повеќе ќе ви каже Ангела. Па вака, значи како би функционирала? Ние најпрво кога нели се прави една идеја за да биде таа скалабилна и изводлива во реален случај, прво треба да се гледат расходите и приходите кои што би дошле после и пред тоа бизнис решение. Сега од таа гледна точка ние го разгледавме тоа и увидивме дека многу повеќе би добиле едно парично, друго и нели општо добро, да, како не. Сега, друго е што многу малку треба да се вложи само за хостирање и изработување на истата апликација, бидејќи потоа имаме... Вие би ја правеле студентите, така? На факултет би ја правеле, ние би ја направиле. Сега, друго нешто што би требало е нели нашето бизнес ту бизнес модел кој што го имаме имплементирано како и бизнес ту government, односно да соработуваме со други бизнеси и држави со кои што ќе ни потпомагаат нели државно и со некои производи да биде поразвиена апликацијата и нели да има некои производи со кои што може да се собираат поени на апликацијата при логирање на некаква депонија и со тие поени може да се купат или односно да се одберат работи кои што би биле доделени од спонзорите па да му стигнат на корисникот. Така, тоа да може за граѓаните, да биде уште попримамлива за граѓаните. Добро, Адам, планирате да соработувате, кажавте дека би сакали со владата, со други институции, тука ни е Министерството за животна средина, па и други кои што се и други кои што институции кои што се во тој проблем некако децениски се чини. Иако ако изговорот на прво е дека не може да се лоцираат депониите, чинам дека со голо око веќе, особено ако се качиме на некое повисоко место, можеме да ги лоцираме, дотолку ги има. Како планирате да го изреализирате тоа во пракса, а да ги вклучите институциите, оти без нив реално не би било успешно до крај? Реално би требало да соработуваме со тоа што како и самото име на хакатонот Space for Healthcare, една од идеите беше да користиме сателити, ни беа дадени неколку датабази кои во реално време, па и во минатото, може да се провери во даден момент на мапа, каде што ние би одбрале некоја точка каде сакаме да видиме дали се ослободува некој газ, со тоа што ние го користевме Коперникус и сателитот најповеќе Sentinel-5, од кои добиваме информации кои понатаму тие информации би дошле до самата апликација, повторно нели тој. И еве се апликацијата ја имам, да речеме ја имам на овие паметни телефони веќе што немаме, ја имам, ја уклучувам и што правам?
Па вака, првично апликацијата се наоѓа на некој уред, односно тоа е вашиот телефон и вие сте корисник. За да сте корисник мора прво да сте поврзани со некој сервер за вие да добиете информации преку мрежата, односно да се на која што логираме, се поврзани. значи? Да. Сега добро е тоа што нашата апликација има можност да работи и офлайн, така што вие кога сте на било која локација каде што вие сте забележале депонија при логирањето, дали имате интернет или немате интернет, доколку се најавите, директно апликацијата преку GPS ги зема временските услови како и други обзервации кои што се потребни на апликацијата за да пресмета колку таа зона всушност е штетна и кои гасови ги има во неа. Сега како тоа се прави? При обзервациите преку GPS кои што се земени од самиот мобилен уред кој што го поседувате вие, потоа тоа се праќа до сервер и од серверот преку API call бара податоци од сателитот. Сега сателитот му дава податоци. Што прави всушност сателитот? Сателитот му дава податоци за точната локација преку координатите кои што телефонот ги има пратено преку GPS. Добро. Кажува на таа во тој предел кои штетни гасови и во кој процент тие се наоѓаат таму, односно колку се застапени. Значи стојам до некоја депонија, ја гледам, се логирам, се вклучувам и точно ми кажува дишеш тоа и тоа. Да, тоа и тоа се испушта во воздухот. Со тоа што може да се испрати фотографија и сателитите може да се користат за верификација, нели? Може да има случаи погрешка некој да објави, некој да го прашам добро, значи така функционира, така? Да. Сега испраќам фотографија и се најавувам и кажам дека сум таму и дека го гледам тоа, дека навистина постои. Што значи тоа? Дека вие би се поврзале со некој од инспекторатите да дојде на местото? Па вака, автоматски всушност тоа се пресметува. Сега понатаму е соработката со инспекторатите и владата. Значи всушност ние од кога ги добиваме информациите преку GPS за временските услови, бидејќи тие и тоа како влијаат врз тоа дали нели гасовите се шират или не. Координатите како и токсичните гасови кои што ги имаме еден AI алгоритам кој што всушност со помош на формула ни пресметува за нас колку всушност тоа е штетно. И по пресметувањето веднаш се праќа на корисникот една ризична скала, односно дали тоа е на некој низок, среден или многу висок левел штетно да биде тој во таа околина и дополнително му се прикажуваат на телефонот некои податоци, односно насоки како тој би можел да се заштити, затоа што ние имаме проблеми денес каде што луѓе живеат во депони. Од друга страна дополнително при доближување до депонија на некоја одредена метража, например да речеме до 30 метри, имаме, односно километри, имаме телефонот каде што ни звони како аларм и ни дава нотификација дека ние сме веќе во опасен простор, односно предел, каде што ние сме близу до депонија и имаме... така алармира. Да. За колку време би можеле да ја направите? Па апликацијата сметам дека би се направила за неколку месеци. Сега нели дека ние сме уште кратко време зафатени со академскиот живот, па сметам дека доколку би почнале... Добро, сега ви испитна сесија, добро. Да си завршите што си ги имате обврските со полагање на испитите, да поминете со лесно. Благодарам. И потоа, да речеме, би ја правеле апликацијата и како Ангела, колку месеци тоа би требало од прилика? Па сметам дека 3 до 4 месеци би биле доволни за изработка на една модерна, нели интерактивна апликација со добар интерфејс кој што би бил лесен и препознатлив за секој корисник. Сега овде не е тешкиот дел, техничкиот дел кој што треба да се изработи, односно кодирањето на апликацијата. Според мене потешкиот дел е правењето договор со нели назначените институции како и бизнис партнерите кои би ни овозможиле геймификацијата на нашата апликација, бидејќи вака да си замислиме, многу убаво звучи дека сите би биле активисти, но доколку немаме баш потреба, во реален свет мора да има некаква геймификација, дали со одредени игри, дали со одредени производи, за корисниците да добиваат нешто, се со цел да бидат активисти, бидејќи за жал денес има мал број останато активисти кои што навистина се... Па еве и целта на ова гостување единствена да го пуштиме тој глас малку погласно еве денеска, иако секојдневно чинам дека дел од нас подсетуваме и изборуваме без разлика на временските услови
загадувањето ни е присутно секако. И еве денеска малку погласно го пуштаме таа порака, тој глас да стигне до институциите за тие токму да ве поддржат и вие како млади наши надежи да можете што побрзо да ја направите таа апликација. Веројатно и одржувањето потоа би било еден посложен процес, додека како се вели народски се фати редот. Па може би тоа е еден од проблемите, бидејќи ние претходно кога истражувавме, еден од критериумите беше иновативност, а и нели дали има други вакви производи или сервиси. Увидовме дека во Македонија имало обиди, некакви иницијативи да се направи нешто слично вакво, па ние детално гледавме во нив кои се нивните недостатоци, можеби со сателитите не доволно били разработени или верификацијата не била разработена или евентуално размислувавме покрај институциите кои се надлежни дали би вклучили медиуми со тоа што нели кога е проверено, кога навистина таму има штетни гасови, има тешки метали, има нелегална дива депонија, би се пратило евентуално, дали по некој временски рок, ако не реагираат институциите, за да се направи некој притисок од јавност. Добра поддршката од нас и имате се разбере за точна и проверена информација. Тука сме и го правиме тоа постојано. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам што ми бевте гости, навистина ме воодушевивте, иако и претходно знаев за што станува збор, ама вака сега кога го објаснивте подетално ме воодушевивте и се надевам дека ќе се реализира таа апликација. Па кога ќе се реализира може да се видиме повторно за тоа како ќе функционира, да. Дотогаш со лесно и бидете ми живи и здрави, па се гледаме. Благодариме.